Денес, како тема на панел дискусијата, ќе разговараме околу државната, тоест јавната администрација во Република Македонија, околу професионализацијата на луѓето кои што работат во неа и околу партизацијата кој што Социјалдемократскиот сојуз ја спроведува во овие неколку изминати денови и на еден начин тоа беше и поттик на нас да продискутираме на оваа тема. Јас прво би се осврнал на тоа што како партија во овие изминати 11 години додека бевме на власт во Република Македонија направивме околу начинот на регрутирање на луѓе кои што ќе работат во државната администрација, носењето на законите околу тоа да секој граѓанин на Република Македонија има исти можности, рамноправни да речем можности да може да биде избран на некое место раководно или обично во државната администрација и на еден начин да државната администрација направиме максимално можна професионална државна администрација. Низ неколку циклуси и промена на закони се потрудивме да го крениме нивото, тоест квалитетот на критериумите, да бидат кренати критериуми при изборот на од процесот на избор на луѓето кои што аплицираат на позиции во државната администрација и тоа се правеше во неколку фази. Последните закони кои што се уште на сила во Република Македонија даваат јасни процедури како тоа треба да биде направено. Исто така и однесувањето, функционирањето на Агенцијата за државни службеници, екипирањето на таа агенција даваше предуслови да тие процедури бидат спроведени максимално и при тоа да бидат избрани луѓе кои што на еден начин се најдобри и најквалитетни за тоа место за кој што ќе бидат избрани. И другите институции, како што е пример владата и како што е и дури и собранието, од тој процес имаше неколку фази во кои што би ја напомнал фазата каде што се вршеа интервјуа со заинтересираните кандидати и тоа во зависност од кое место се аплицира, тие интервјуа се одвиваа на неколку пати. Значи не само не едно интервју, тук имаше интервјуа каде што се правеше првична селекција, па после тоа се стигнуваше до одредена бројка на кандидати и тие помал број на кандидати одеа на завршно интервју, каде што од другата страна ги гледаја луѓе кои што се прво стручни во таа област, луѓе кои што очекуваат од избраните кандидати да испорачаат резултати и врз основа на тие интервјуа и нормално врз основа на законските услови кои што се бараа во огласите, ако ги исполнуваат тие услови да можат да бидат избрани на тие места за кои што конкурирале. И можам да кажам дека и во собранието исто таква пракса се воведе во минатиот собраниски мандат, каде што како пратеници оформивме повеќе комисии. Комисиите беа составени од пратеници од сите пратенички групи. За жал во тој момент во собранието Социјалдемократскиот сојуз го бойкотираше собранието и не учествуваше во работата на тие комисии, тие условно речено комисии кои што вршеа интервјуа. И на огласите кои што беа огласени од страна на собранието беа пријавени огромен број на кандидати. Огласите беа за оние позиции кои што собранието во наредните година до година и пол треба да ги пополни преку места кои што е надлежно да ги пополни. Значи разни управни одбори во агенции, разни комисии, разни работни тела. И врз основа на тие огласи се пријаве голем број на кандидати. Ние како комисии сите тие кандидати ги интервјуиравме. Секој од нас имаше можност да си окаже своето мислење за кандидатите и врз основа на тие збирни наши мислења се правеше некоја си ранглиста, кој што понатаму таа ранглиста ни користеше на сите нас како пратеници во моментите кога се вршеа избор и се имаше потреба да се пополнат одредени позиции во
оние тела кои што собранието е надлежно, да имаме можност врз основа на тие интервјуи, врз основа на тие наши согледувања и размислувања, да избериме максимално можно кандидат кој што ќе одговори на задачите за кои што се пријавил и кој што на еден начин ќе гарантира професионалност, ќе гарантира квалитет во неговата работа. За жал сега гледаме дека сите тие напори кои што во минатото беа правени паѓаат во вода со ова нова власт кој што функционира ето веќе колку месеци и пол. И оние чекори кои што во изминат период ги спроведе во однос на назначување на раководни луѓе на раководни позиции, не ветува дека насоката во кој што се тргна за избор на професионална државна администрација ќе се проложи, туку напротив ќе одиде во спротивна насока и дека во наредниот период место професионални луѓе, професионалци за одредени позиции ќе се одбираат партиски послушници. Јас тука на еден начин би, како во ОВТ би завршил, би му дал збор на колешката Емилија Александрова, па веројатно и таа нова тема ќе сака нешто да кажеш, повелете. Благодарам, колега.